И затоа во овие години Македонија виде што значи во вистинска смисла фразата единство во државниот врв. Единство во државниот врв е еден од предусловите за успех. И тоа е она обратното од она што ни се случуваше кога беше претходникот на Ѓорги Иванов, господинот Црвенковски. Кога ние одевме во Брисел да се бориме за македонските интереси, а тој одеше по нас да ја омаловажува и декредибилитира владата на Република Македонија. Такво нешто немавме во овие 5 години. Во овие 5 години ние од владата, председателот Иванов, председателот на парламентот, сите ние бевме Тим Македонија. И затоа успевавме. Неговата приземност, неговата стабилност можеше да се види и во моментите кога требаше да се одберат амбасадори, дипломати, да ја представуваат Македонија на секаде низ светот. Тој никогаш не правеше условувања, како што преходникот негов Црвенковски тоа го правеше. Кога не викаше или Стефчо Пендаровски и Бучковски ќе бидат амбасадори во Лондон и во НАТО, во Брисел, или нема ниту еден амбасадор да отиде од Македонија надвор. Такви работи немавме со господинот Ѓорги Иванов. Него го интересираше суштината, квалитетот на луѓето кои што ќе замена да ја представуваат Македонија. Него не го интересираше овој или оној, нивни или ваш, наш или не знам чив. Него го интересираше да имаме способен, чесен, работлив и амбасадор кој што со целото свое срце и душа ќе ја представува Македонија. Затоа немавме такви кризи во овој период како што ги имавме со Црвенковски, кога тој сакаше да му се оддужи на Пендаровски и да го испрати за амбасадор. А ВМРО, ДПМН и владата се спротивставија, затоа што таков човек со такви морални капацитети и кредибилитет не може да ја представува Македонија. Не може Македонија да ја представува амбасадор кој што до вчера бил легализатор на полнење на кутии и фалсификат на избори. Не може Македонија да ја представува амбасадор кој што додека бил референдумот и додека владата која што го поставила и тогашниот узурпатор на функцијата председател го поставил да биде председател на Државната изборна комисија. Не може тој да молчи додека тие луѓе вршат притисок врз јавната администрација да седи дома и да не излегува на референдумот кој што се одвиваше во Македонија. Тоа го правеше Стефчо Пендаровски. Тој седеше дома, наблюдуваше немо и никогаш не излезе да каже дека народот, јавната администрација, земјоделците, лекарите, сите граѓани се под жесток притисок да го бойкотираат референдумот во Македонија. Такви луѓе со таков интегритет, со таква свитка на кичма не може да ја представуваат Македонија. Затоа се спротивставивме во тоа време Стефчо Пендаровски да биде амбасадор на Македонија.